Бог се јави за многу години водици. Честниот крст во Кучани годинава за прв пат отиде во рацете на 23-годишниот Александар Стојанов, кој беше најсреќен меѓу 40 пријавени момчиња. Крстот и годинава во водите на Кочанска река го потопи митрополитот Брегалнички Иларион. 23-годишниот Александар Стојанов од Кучани успеа меѓу 40 пријавени момчиња прв да стигне до крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление водици. 3 пати досега се пријавува за овој чин и конечно упорноста му се исплати и му се насмеа среќата да го фати честниот крст. Најсреќниот Стојанов со неговите другари според обичајот ќе ги посетат семејствата во градот кои го даруваат крстот со пари за здравје и среќа. Тој пред сите присутни ја даде христијанската изјава и посака Бог да му дари здравје на него и неговите најблиски. Оваа година имав највеќе среќа помеѓу сите овие учесници јас да го фатам светиот крст. Просветениот на сите ми посакувам здравје, среќа, љубов, среќни мигови и сенови во животот. Мотивот ми беше бидејќи веќе трета година се фрлам поред за здравје, среќа и веројатно да се улови крстот. И ете имав среќа, да, и верував дека ќе го уловам оваа година. Ова значи многу среќа за мене и сум многу среќен што го фатив крстот од толку многу учесници, имав среќа јас да го уловам светиот крст. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кучани е еден од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава, кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Бог се јави за многогодини честит празникот, мир и благослов од Бога, благосостојба во татковината, во градот наш и помеѓу сите луѓе. Овој празник е праслика на Христовото крштевање на реката Јордан, кој што Бог, како Богочовек по тело, се крсти од Јована на реката Јордан заради нас и нашето спасение. И еве ова традиција постојано ја повторуваме и секоја година, така и ова година. На момчето што го фати крстот му посакуваме многу здравје и благослов, а на сите луѓе кои што живеат во градот Кочани мир и благосостојба и многу здравје и благослов. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бог. Од градоначалникот Николчо Илиев доби златник, а од Кочанскиот храм Свето писмо Библија. Оваа година награди додели фармацевската компанија Зегин, која што на момчето што го фати крстот му додели телевизор. Пред одражување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомачени Ѓорги се одржа света божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, а оние кои што ги купија иконите ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Христа. Тој важи за еден од најголемите христијански празници. Богојавление водици се одбележа и во населените места во општина Виница. Централната манифестација на осветување на водите и фрлањето на крстот се одржа на горниот тек на Виничка река. Организирано одбележување на Богојавление во општина Виница имаше во поголемите населени места како и во градот. Годинова Ангел Наумов од Виница го послужи среќата и имаше најмногу успех во фаќањето на крстот, што беше потопен во Виничка река. Голем број православни христијани присуствуваа на свечениот чин на водосветот, што традиционално се изведува во местноста Ширината на горниот тек од реката. Десетина верници скокнаа за да го фатат светиот крст, а Наумов беше побрз од еден од повозрастните што се најде во водата и успеа да стигне пред него. Се фрлам 5 пати, а прв пат го фаќам крстот, вработен сум. Здравје, среќа на сите, перикетна година. Од православниот храм Свети Архангел Михаил Наумов на подарок доби икона. Најдоброто решение е да има мир во домот
мир и среќа, како Бог што се јавил, нека има светлина во секој ден. Честито, ние му поклонуваме една икона што нашиот закрилник и светител кој 2017 летово беше канонизиран со иконата на светот Гаврил, епископ од Велички. Нека ти за здравје, да се среќаваш на фаќањето на Светиот крст. Наумов се заблагодари за подарокот и рече дека вообичаено на Водици учествува групно со своите другари и оте очекува среќата да ги следи не само него, туку и сите граѓани што го одбележуваат големиот празник. Успехот на младиот виничанец му го честиташе и градоначалникот Ивица Димитров, при што од име на општината му подари лаптоп компјутер. И оваа година општина Виница за најсрекниот или оној што го фати крстот во водите на Виничка река доделува лаптоп, меѓутоа за прв пат општина Виница и во сите населени места доделува и таблети. Така да поделени се 9 таблети во населените места, а во градот Виница е даден лаптоп. Нека им е за многу години празникот на сите и Господ нека им дава среќа, успех на сите што се фрлаа во крстот да бидат живи и здрави. Исто така, подароци за лицата кои учествуваа во одбележувањето на Водеци додели и компанијата Зегин. На крајот, со заедничка фотографија пред храмот Свети Архангел Михаил во Виница, присутните си посакаа здравје и среќа, како и берекет во годината што започна. Одбележување на празникот Богојавление Водици имаше и во општина Чешиново Облешево. Осветување на водите се изведе на реката Брегалница, на мостот кај селото Теранци, како и во 5 други населени места. Централниот настан на одбележување на празникот Богојавление во општина Чешиново Облешево се одржа на мостот кон селото Теранци, каде се собраа поголем број граѓани од ова и другите населени места. Тие дојдоа да го видат чинот на потопување на крстот, како и момчињата кои храбро влегоа во студената вода, продолжувајќи ја верската традиција. Стојанче Ристов беше најуспешен меѓу 22-цата кои скокнаа по Светиот крст во водите на Брегалница. Оваа година ми е прв пат како се фрлам по крстот и за прва среќа за прв пат го фаќам. Годината очекувам да биде берекетна, да има здравје, среќа, љубов, се поред. Ристов доби подарок од Македонската православна црква, а од општина Чешиново Облешево годинова наградата беше икона од Богојавление, што лично му ја предаде градоначалникот Горанчо Крстев. Како градоначалник на општина Чешиново Облешево, на сите православни верници и го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици и посакувам многу среќа, успех, љубов и здравје во оваа година. Освен на мостот кај Теранци, одбележување на празникот Водици во општина Чешиново Облешево со одделна црковно-верска церемонија се одржа и во Чифлик, каде крстот го фати Васе Нисов, а одбележување имаше и во населените места Спанчево, Соколарци, Кучичино и Жиганци. И таму најуспешните во скокањето по Светиот крст, како подарок од општината, добија икони. 23 годишниот Даниел Ристов од село Мородвис го фати крстот во општина Зрновци. Втор пат се пријавува за чинот на потопување и втор пат го фаќа честниот крст. Чинот се одржа во водите на Зрновска река. Голем број верници се собраа да го проследат потопувањето на крстот и осветувањето на водите на Зрновска река во општина Зрновци. Од десетината пријавени, годинава крстот отиде во рацете на 23 годишниот Даниел Ристов од Мородвис, кој втор пат се пријавува за чинот, а до сега еднаш го има фатено во оваа општина. Ова ми е втор пат што се фрлам, втора година кога фаќам крст. Многу среќен, добро се чувствувам со крстот. Здравје, късмет ми извае Господ се. Сите граѓани на општина Зрновци го честитам денешниот голем христијански празник Богојавление Водици и им посакувам берекетна година исполнета со многу здравје, среќа и радост. На најсреќниот што го фати крстот му посакувам многу здравје, среќа и многу успеси во текот на годината. Од градоначалникот Станков најсреќниот Ристов доби подароци, а од тамошниот храм Свети Димитрий, каде што утрово се одржа света литургија, доби Библија и икона на Светиот Јован Крстител. Градоначалникот и парохијскиот свештеник Лазар Куцев му го честитаа фаќањето на крстот и му посакаа да го следи благодат и среќа во текот на целата година.
Несекојдневен настан на водици, радосен за кочанци и за цела Македонија. Крстот од Света Гора во манастирот Дохијар за прв пат отиде во рацете на кочанецот Ефтими Атанасовски, член на Сдруженијето на граѓани Воскресение од Кочани. Тој таму е на поклонение со други членови на Сдруженијето и учествувал во чинот на потопување на Светиот Крст во водите на Егејското море. За прв пат на водици, а голема среќа и радост за кочанци и за Македонија е што кочанецот Ефтими Атанасовски го фати крстот на Света Гора. Тој таму е со членови од Сдруженијето на граѓани Воскресение од Кочани на поклонение во манастирот Дохијар и прв пат учествува во чинот на потопување на Светиот Крст во водите на Егејското море и токму тој го фатил крстот. Атанасовски таму е, освен со членови на Сдруженијето на граѓани Воскресение од Кочани и со други поклоници од Македонија, од градот Струмица, каде што токму од тој манастир Дохијар од Света Гора, во Струмица беше донесена чудотворната икона на Пресвета Богородица Брзопослушница. Инаку членови на Сдруженијето на граѓани Воскресение од Кочани дел отпатуваа за Света Гора, а дел учествуваа во чинот на потопување на Светиот Крст во водите на Кочанска река. Инаку, ова е прв пат кочанец да учествува и да го фати крстот на Света Гора, што според членовите на граѓанското здружение Воскресение значи среќа и здравје за целиот македонски народ. Продолжуваме понатаму со останатите содржини во вестите. Производителите на јачмен и пченица да ја извршат првата прихрана на есенските посеви, советуваат агрономите. Поради повисоките температури оваа зима, земјоделците нема потреба да стравуваат од евентуално измрзнување или било какви оштетувања на овие култури. За разлика од минатата година, кога имавме минусни температури, годинава е потопло и поради тоа земјоделците немаат некои посебни стресови во растителното производство и покрај тоа што растенијата се во фаза на мирување. Производителите на јачмен и пченица нема потреба да стравуваат од евентуално измрзнување или било какви оштетувања на овие култури, поради тоа што и декември и јануари имаме повисоки температури, а не се очекуваат некои поголеми временски промени и во наредните месеци, велат агрономите, кои што ги советуваат земјоделците за активностите што треба да ги преземат во овој период. Активности кои што во овој период ги преземаат полјоделците, тоа се зимската прихрана на есенските посеви од јачмен и пченица со лесно растворливи азотни ѓубрива и токму после 15-20 јануар ја преземаат таа активност и ги прихрануваат, ја вршат првата прихрана кај овие посеви. Вообичаено се користат ѓубрива од типот на уреа, кои што содржат 46-7% азот, кои што влага има во почвата и би рекол дека лесно и брзо ќе биде растворени овие ѓубрива и лесно ќе бидат достапни до самите растенија. Количини на ѓубрива кои што ги користат производителите секако зависат од плодноста на почвата и оние ѓубрива кои што требаше да се искористат комплексните НПК ѓубрива во есента. Значи, зависно од тоа дали имат користено НПК ѓубрива и зависно од плодноста на почвата, тие количини ќе ги употребат за прихрана. Вообичаено, нашите терени одат од 12 до 15 килограми, доколку е уреа, или доколку користат амониум нитрат, идат од 15 до 20 килограми по декар, значи тоа е површина. Доколку производителите немаат извршено основно есенско ѓубрење, овие споменати количини на ѓубрива треба да се зголемат, но сепак тоа зависи од плодноста на почвата и од површините на кои што се сеат есенските посеви од пченица и од јачмен, додава Стојановски. Информација од Црна хроника. Почина велосипедист како последица од телесните повреди што ги добил откако во него удрил автобус. Тешката сообраќајна несреќа се случила во четвртокот попладне кај надвозникот близу Облешево. Делницата од магистралниот пат А3 во близина на Облешево одзеде уште еден човечки живот, со што оваа сообраќајница и од почетокот на годинава потврдува дека е црна точка по целата нејзина должина. Во тешка сообраќајна несреќа загина велосипедист кој во критичниот момент се движел во близина на надвозникот преку железничката пруга кај Облешево.
Според официјалната информација од полицискиот увид, сообраќајната несреќа се случила во четвртокот околу 16 часот, при што автобус со кочански регистарски таблички, што го управувал 60-годишниот ММ од Кочани, удрил во 58-годишниот СТ од Мојанци, кој управувал велосипед. Од силниот удар велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди, па со возило на нитната медицинска помош бил транспортиран кон клиничката болница во Штип. Сепак, уште по патот кон болницата тој им подлегнал на повредите. Во период од околу 2,5 часа додека траел увидот во околностите во кои се случила несреќата, сообраќајот се одвивел наизменично по една коловозна лента. Од полицијата велат дека стручни служби работат на целосно расчистување на случајот. Слична тешка несреќа само неколку стотини метри подалеку се случи пред околу 2 месеци, при што се судрија автобус и патничко возило. Тогаш имаше 4 повредени, од кои 3 потешко, а во нивното спасување учествуваа и пожарникарите, кои ја сечеа каросеријата на автомобилот за да ги извлечат патниците од него. И за крај спортската информација. Од почетокот на идната недела, џудо клубот Гладиатор од Кучани продолжува со редовните тренинзи. Истовремено, постои можност за запишување на нови членови, поради што е објавен повик до сите заинтересирани, пред се млади да се пријават. Додека траеше зимскиот распуст, паузираа и членовите на џудо клубот Гладиатор од Кочани. Со оглед што поголемиот дел од нив се ученици во основните и средните училишта, пред новогодишните празници и во текот на јануари тие немаа тренинзи. Сепак, со почетокот на второто полугодие од клубот најавуваат дека младите џудисти ќе ги продолжат техничко-тактичките и кондиционите подготовки, а има повик и за запишување на нови членови. Почнуваме наредната недела во истите термини, во понеделник, среда и петок во основното училиште Малина Попиванова. Воедно имаме и оглас за нови уписи, така да сите млади кои што се уште го немаат најдено местото или кои што се немаат одлучено за што да спортуваат, сме отворени за соработка. Имаме една најава која што нема многу да ја отвараме за сега, него станува збор за отворање на нови секции од страна на нашиот клуб. Меѓутоа, за сега нека остане тајна се додека не го потпишеме договорот. Иако активно работи само околу 2 години, Кочанскиот џудо клуб Гладиатор веќе забележа солидни успеси на надпреварувањата на домашно и на меѓународно ниво. Во 2017 година неговите членови донесоа над 30 медалии, од кои 3 златни на меѓународни турнири што се одржаа во Словачка, Полска и во Босна и Херцеговина. Почитувани, современската прогноза го завршуваме и ова петочно празнично издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд за многу години.